амбулантите ни се преполни, речиси за овој период од годината, ќе зборуваме во продолжение, не е новина дека имаме повеќе зачестени вируси, грипот е присутен, настинките се тука, некои се жали на алергиска реакција, но исто така и бактериските инфекции си земаат замав, ни се испразнија градинките, училиштата. Сега, што и како за овој период да превземеме, како начин да помогнеме на нашите деца, но и како да превенираме во нареден период, затоа што овој период си ги носи тие вируси кои што се нормални и ќе потрае, ќе слушнеме колку. Разговараме со доктор Ангелчо Андоновски, специјалист, педијатар од Здравствен дом Скопје. Добро утро. Добро утро, добро ве најдов. Одлична тема за разговор. Докторе, ви благодарам прво што сте тука. Знам дека одвојувате време рано наутро пред да заминете на вашето работно место. Она што го кажав како вовет и сакав да алудирам на тоа дека не е новина дека овој период од годината имаме зачестени и вируси, и грип, некој се жали на алергија, тука се бактериите, но зошто сега некако поголемо внимание се насочува, се крива на некој начин паника дека полни се амбулантите, се празнат училиштата. Заборавивме ли со пандемијава што се случуваше? Сигурно дека заборавивме со пандемијата. Вистината е таа дека периодот со пандемијата, кога децата не одеа на училиште, кога беа на некој начин во домашни услови, кога се чува така маку да кажам под звоно, сето тоа се изуми. Ние имавме и такви периоди, еве јас ќе кажам и во детската болница Козле, кога бев како директор на таа установа, која што важеше за едно место каде што секој можеше да го добие својот третман навремено, брзо и со квалитет. И тогаш беа болниците преполни, тогаш памтам дека имавме доста случаи кои што достигнаа дури до 34.000 посетени во текот на годината, околу 11.000 хоспитализации и така натаму. Но тоа беше еден период кој што за време на овие епидемии и пандемии кои што ни се случија, тачно, така, се заборавија и некако и родителите и граѓаните веќе на некој начин не најдоа место да кажат да, беше пред тоа време, маку меморијата се скрати. Да, период кога во текот на годината е нормално поради мешањето во училиштата, поради начинот веќе комуникација, социјалниот живот се на некој начин веќе си ги заборавивме мерките за ковидот и така натаму, дојде до мешање меѓу децата, дојде до појава на сите оние веќе препознатливи заболувања кои што се кај децата. Не ве сега да кажам само вклучително COVID-19, кој што ќе ни биде и случајност, бидејќи веќе и организмот на некој начин се привикнува кон самата, да кажеме, имунолошка слика која што ни се дава и се одава, така да знае да се одбрани или па на некој начин да го преброди побрзо. Грипот, РСВ-то, бактериите, меѓу кои можам да кажам стрептококните, стафилококните инфекции се вообичаени, тука и моракселата да ја спомнеме како еден вид на бактерија кој што се појавува. Така да можам да кажам дека овој период треба да се подготвиме на вистина дека и да го знаеме тој факт дека децата во текот на годината од 6 до 10 пати ќе ни се болни и ќе се разболуваат. Тука сме ние како лекарите апсолутно да им помогнеме да тоа на некој начин побрзо се пробради и без многу компликации. Дали изминатиот период го нарушивме имунитетот кај децата? И сега едноставно се согласувате ли дека ова е потребно за повторно да го живнеме? Така, еден период се говореше дека заспал имунитетот. Имунитетот не заспал никогаш, не може да заспие, туку беше, да кажеме, на некој си low level и на ниско ниво на работење. Бидејќи немаше комуникација, немаше сето она да може да се пренеси, да се активираат оние нашите Б клетки, заштитнички и така натаму, леукоцитите, лимфоцитите, гранулоцитите да работат кај нас, тоест кај децата поготово. Затоа и застана оној период на нивелација, односно мирување. Сега веќе дојде до период на активација. Сето тоа веќе измешано. Ние имаме и во периодот, минатиот период, како што одминува дури во летниот период, имавме многу голем број на инфекции кај деца. Како вирусни, така и стомачниот вирус и така натаму. Но сепак овој период не го почувствувавме така како што сега се чувствува. Може би ќе кажеме дека тоа требаше да се говори и во претходниот период и да ги подготвиме родителите, да не се крева сега паника, но веќе да кажеме периодот на кој што сакаме да дојде до навистина разбудување на нивото на
свеста кај родителите прети се и кај сите граѓани, па и училиштата и образовниот систем и така натаму треба да се разбудат сега, затоа зашто тоа ни е на некој начин поука што треба да правиме понатаму за да би ги заштитиле и ние своите деца како родители, а нормално и што треба и другите да направат за нивното здравје да биде како што треба. Докторе, како да разликуваме се, имаме ли грип, имаме ли вирус, имаме ли инфекција бактериска? Ја ќе кажам измешана слика на симптоматологија која што е слична. Значи, овој пат грипот, тоест инфлуенците, инфлуенца А, инфлуенца Б, параинфлуенца до изар си го направија свој. Веднаш си иде во високи температури, организмот клапнува, значи доаѓа до еден пат, поготово кај децата. Не е проблемот за кај оние на кои што може да им покажеме помош и да ни го кажат сето тоа. Проблем е за кај многу помалите, значи кај бебињата, доенчињата, кај што не можат никако да ни покажат и да ни го кажат момент. Што им се случува, и тука е моментот на препознавање од страна на родителот да му се даде еве сега и денески понатаму да му се даде совет кога да препознае една таква, да кажеме, неубава ситуација која што се однесува токму кај доенчето или кај она дете кој што не може да ни го опише, тоа е да ги препознаеме симптомите и да препознаеме дали тоа дете се влошува или тоа дете во една кондициона состојба. Влошувањето ќе почне кога кај детето ќе се почне да се чувствува визик, неможност за дишење, појава на многу висока температура и појава на дехидрација. Во 90% на случаевите проблемите се во дехидрацијата кај детето, кога детето ќе издехидрира од висока температура, а другите проблеми се во проблемите во дишењето. Се е зависно дали се наоѓа во горниот респираторен тракт или во долниот респираторен тракт. Вирусот шета, вирусот е присутен и може да трае до 10 дена, па и повеќе, не знаеме. Тој не се пребродува и не се бори со него секој пат со антибиотици, мора да се каже тоа, зашто во првата етапа, во првата етапа на заболувањата, дали се вирусните заболувања во прашање и така натаму, можам да кажам дека во првата етапа се случува напад на целосниот организам и падот и атаката врз имунитетот од страна на вирус. Подоцна доаѓа до наколемување на бактериската инфекција поради имунолошкиот пат, кој што се случува ефективно во тој период. Подоцна треба и е одлука на лекарот како спрема целата клиничка слика, ќе даде антибиотик или нема да даде антибиотик. Во главно за третман на вирусите не се дава антибиотик, туку се дава, да кажеме, еден вид на имунолошко потикна терапија, која што се потикнува, а постојат и антивиротици, но тие треба да бидат внимателно давани. Сега, малку недумица околу тоа. Дали, додека се пие антибиотик, се внесува витаминска терапија и имуномодулатор, или пак тогаш не треба да заврши антибиотикот, па потоа различни поделени мислења на педиатрите. Така, вака сега. Клучно е и она што го кажуваат студиите и действителноста, дека еден организам треба да биде доста добро поттикнат имунолошки за да издржи борбата. Антибиотикот знаеме на што се делува. Тој делува апсолутно на се и бомбардира се во организмот. Значи, можеби некој пат мора да се следи антибиограмата и тоа го потенцирам да родителите задолжителни кои ќе отидат на кајматичниот лекар предходно или за време на прегледот се договора да се направи една клиничка, една крвна слика со ЦРП, да се направи дури и бриз во кој што ќе се изолира и ќе се направи антибиограма, кој што ќе покаже на кој антибиотици е резистентна таа бактерија која што би ни се појавила во тој случај. Поттикот и давањето на имунодулатори, имуностимулатори треба да биде и постојана, не само кога детето е болно. Зашто? Имунодулаторите го менуваат имунолошкиот одговор на организмот, поготово кај децата, па и кај нас возрастните, за да соодветно реагираме на некоја реакција која што е или на некој патоген кој што претходно сме го имале, па го заборавил организмот и сега да дојде до поттик, тоест различит имунолошки одговор да се даде и да го поттикнеме организмот специфично на дело. Додека имуностимулацијата е постојана. Тоа се минералите, витамините кои што се даваат во дури и пробиотикот и пребиотикот може да ги спомнам. Ги препорачувате ви во текот на годината? Апсолутно, да, значи тие се зимат и тие се една имунолошка потпора на нашиот имунолошки систем. Тие ни го држат на една стабилна нивелација, на едно стабилно ниво и не дозволуваат да ние кога ќе дојдеме во контакт со некој си бактерија или вирус, дојдеме до пата, не да биде до една изедначена реакција. Така да и за време на самиот третман
третман со антибиотска терапија, а лекарот е тој кој што треба да препознае дали навистина детето му треба поддршка сапортива од минерализација, имуностимулација, имунодулација и така натаму, заедно со антибиотикот, или па тоа да биде после тоа давано. Сето тоа од крвната слика, од општата состојба здравствена на детето. Тачно. Така, освен крвната слика, тука треба да имаме во предвид дека кај оние деца кај што ќе примети лекарот, педијатарот, дека има голем пат на имунолошкиот систем и дека тоа дете и после неколку терапии, дози со антибиотика му треба, тогаш препорачувам и една имунолошка анализа кај имунолозите да се направи, да се види што конкретно во тој момент се случува во организмот. Дали е тој во имунолошки пат или веќе имаме нешто постоечко кај него што постои. Докторе, кога веќе зборуваме за третман, ајде за превенција, како да превенираме сега во овој период кога едноставно е нормално да се случува ова. Читав вчера дека комисијата денеска ќе заседава и препорачуваат мерки, а пак велиме дека сосема е нормално во овој период од годината да ги имаме и грипот и вирусите. Не знам дали се потребни тие мерки, сега кој е па и вашето мислење, затоа што сега зборуваме и дека имунитетот ни заспал, па сега го будиме имунитетот, и дека се ова е потребно и нормално, малку измешани информации. Ајде вака, ќе се навратам на едно време и период која беше кон пандемијата со ковид, а се уште трае, не сме ја прекинале, да кажеме, краја сме се пребориле. А ја заборавивме никако. А ја заборавивме. Да. Ќе кажам дека и тогаш се носеа мерки кои што беа одредено за една борба со нешто непознато и невидливо, кој што и ден денеска е енигма и дури не знаеме ни по кој начин третман, нити протоколи по кој да се лекува и така натаму и така натаму. Ја ќе кажам дека сме заборавиле на тоа време. Дека имунитет заспан не сме имале еден имунитет кој што не бил иритиран со други патогени, па за да дојде до израз. Мерки секако дека се потребни, но во текот на нашиот разговор и самиот старт кога почнав, реков дека треба да се променат многу работи. Од размислувањето, поготово кај родителите, да едно дете болно не се носи во училиште, не се носи со сируп и така, затоа што ќе ги контаминира другите. И со терапија не се носи, без разлика дека е покриено. Уредувањето на како да кажам хигиенските услови во градинките и во училиштата треба исто така на едно огромно ниво да се качи. Од самата, да кажеме, обкруженост внатре, средствата за хигиена кои што се користат, проверката за постојано зимање на брисеви и така натаму во самите училници или спални и така натаму. Храната кај што се ординира. Воздухот внатре во самите установи. Значи мора да размислуваме на HEPA филтри веќе, мора, затоа зашто многу бевме, да кажеме, изложени на сета таа вируленција, поготово од ковидот, каде што ковидот сега тек ќе покажува и понатаму пост-ковид последици. Дали тоа ќе биде по кај децата еден период и говорев дека кај децата за среќа немаме такви, да кажеме, страхотни случувања за пост-ковид симптоматологија, но не се знае што не носи периодот, не знаеме што ќе носи. Така да треба сето тоа да седнат да се размислат повеќе на, да кажеме, сфери кои што заедно ќе конфлуират и ќе дадат еден резултат каде што ќе биде пред се здравието на децата, бидејќи ние и онака правиме се за децата. Така е, правиме се за децата. Уште еднаш да го закружиме разговорот, еве при крај сме. Како да превенираат родителите? Велат, супер, се знаеме, тоа е тоа што се случува. И сега што попрво да му дадам на детето? Можеби и тука се греши. Во исто време, имуномодулатор, витамини, па, не знам, рибино масло, D3, што се не? Ако порано беше период кога за секоја година или секоја етапа од годината точно се знаеше што да се дава, па ќе кажеме да, сега е лето, пролет, не треба се дава витамин D, не треба се дава ова, не треба се дава калциум и така. Јас ќе кажам дека веќе тоа на некој начин е табу тема, не е табу тема, туку дека родителите навистина треба да го следат организмот на детето и точно треба тогаш да се погоди моментот кога да му се даде. Јас сум за суплементација, но каква преди се суплементација? Природна. Значи, преку исхраната, ние на тој еден главната работа, да биде природната исхрана, дека кај тоа едно дете, дека треба природни продукти, треба родителите да готват, да се грижат, да се донесе свежи намирници во домот, да постојано тие деца бидат наготвено, да не бидат на нешто вештачко и така натаму. Само така ќе го издржиме тој период по оној природен пат. Доколку настане пат на имунитетот, се познава. Тоа е еден обзорен преглед кај еден педијатар кој ќе го види детето и кој
кој ќе ги слушне сите проблематики кои што му се случуваат кај него, па ќе знае точно што да даде. Дали ќе е тоа дете за суплементаци, дали ќе почне да му се појавуваат поради недостаток на или некоја витаминоза, бели крукчиња, дали очињата, дали е слабокрвноста во прашање кое што е сега и факт и де факто ни се случува. Ама се покажува, сакате да се кажете. покажува тоа, но и обзорниот преглед кај педијатарот треба да биде пред се навремен и да се точно знае да се одреди времето кога да се појави на лекар еден пациент. Можам да кажам дека апсолутно не можеме да кажеме никогаш дека се знаеме, дури ние како лекари не можеме се да знаеме, учиме цел живот, бидејќи патологијата и се она се менува од време на време. Можеби дефинициски е тоа и тоа како претходно што збореме за симптоматологијата, која што може да се јави овој период, дека тоа се високи температури, дека појава на кијавица, кашлица, дури диареја и така натаму. Сето она што кај еден млад организам прави проблематика, треба да се стави и да се на крајот да даде еднакво, за да мора да се навремено јавиме кај лекари кога треба да се јави. Можам да кажам дека секој родител треба на вистина да го следи тој млад организам, да го наблюдува и современо и со навреме да отиде кај својот педијатар за да побара помош ако нешто му случува. Јас само ви благодарам, останува на крајот да ви се заблагодарам уште еднаш, затоа што двоивте време, иако е понеделник, секогаш понеделник има најмногу обврски по викендот, и амбулантите се полни, се разбира. Посекако, ви благодарам што одвоивте време, утрото го започнавте заедно со нас. Ви благодарам на поканата, многу е битна темава и треба да се разговара за да родителите бидат будни, за да точно знаат кога треба се јават кај својот лекар поради проблематиката кај децата, а сакам и да кажам дека ние и понатаму ќе сме на врвот на задачата и ќе сме тука секогаш за децата. Се за децата. Така.